кои са најголемите хибридни закани в днешно време? Това, което днеска влияе на емоциите на потребителите, на корисниците, на новини, това, което ви отбелязохте, въздейства се емотивно. Кой има този интерес да създава такъв тип хибридно влияние, което работи преко дезинформация, манипулация, създаване на непълни впечатоци и повеќе на сантименти? Разбира се, по целиот свет могат да бъдат политичките елити, казахте бизнесите, но конкретно кај нас на Балканот, кој има интерес? На чија дълга ръка съзирате вие? Да, благодарам. Вие добро го знаете одговорот самиот. Благодарам за можноста и јас да кажам од моја страна, од нашите сознанија. Знаете, ние ги наблюдуваме состојбите во доменот на функционирањето на хибридните закани, на центрите кои генерираат операции, кои водат операции, кои се хибридни закани, да споменеме еден дел од тие хибридни закани. Тие хибридни закани не се состојат само во дезинформации, кои ќе ги пласираат преку социјалните мрежи или преку своји медиумски канали. Хибридните закани исто така подразбираат долгорочни, долготрајни операции на влијание, кои се спроведуваат преку медиумите, но не само преку медиумите, туку и преку верските заедници, црквата, исламската верска заедница и така натаму. Исто така тие хибридни операции на влијание, на менување на кодот на размислување, ако можам така да го наречам, кај луѓето, исто така оди преку влијание во академската сфера, во универзитетот, кај интелектуалците, кај инфлуенсерите во или community leaders, лидери во заедниците, од било кој тип на заедница. И исто така тие влијаат и преку економијата, преку стопанските комори, преку трошење на институциите, преку постојани тестови кои им се поставуваат, во кои тие паѓаат во замката многу често и се разбира преку политички актери, политички партии, помали, поголеми. Не е важно дали е тоа мала политичка партија. Важно е дека тоа може да биде антена која потоа на терен работи во корист на центарот на моќта. Ние во нашите општества, како во македонското, така и во бугарското општество, имаме надворешна закана многу долго време. И таа си има своји пикови. Тоа нашиот мониторинг го утврдува. Цивил има тим за мониторинг на хибридните закани, мислам подолго од една деценија, и тоа доста подолго од една деценија, кој 24 часа работи дневно на мониторинг на тие закани, и можеме да забележиме дека тие закани доаѓаат од надвор. Тие закани најчесто доаѓаат од Москва, од Кремљ, меѓутоа не се исклучени и други центри на моќта кои влијаат сакаат да извршат одредено влијание, дали во Бугарија, дали во Македонија или во Западен Балкан, сеедно, ако зборуваме општо, имаме и кинеско влијание, имаме и други центри како што е Турција, Средниот исток, Блискиот исток и така натаму. И имаме една ситуација во која тие влијанија забележуваме дека се често пати многу добро синхронизирани со домашни актери. Некогаш не мора ни да има некаков договор меѓу домашниот и странскиот актер во една хибридна операција на влијание. Затоа што домашниот актер, ако е авторитарен лик или ентитет, политичка партија, националистичка, антиевропска или антиевроатлантска, ако е ентитет или група, елита која сака да профитира што е можно повеќе на сметка на законот, на владењето на правото и на човековите права, тогаш тие дури не мора ни да се синхронизираат, а се разбира дека се синхронизираат. Постојат известни проценки
дека 40% од македонските медиуми се под некакво влијание, директно, индиректно или се дури и финансирани од поранешниот, односно од кликата на поранешниот премиер на Унгарија Виктор Орбан. И тој секако дека беше во многу блиска спрега со Кремљ. Кога го спомнавме веќе господинот Орбан, мораме да кажеме дека сите тие големи центри на моќта имаат и локални прокси играчи. Пред се во овој поширок регион, тоа се Унгарија и Србија, се разбира пододделение или подсектор е и Република Српска и тамошниот силник Милорад Додик, се разбира дека и внатре во секоја од нашите земји има барем еден политички актер кој едноставно работи за свој интерес, меѓутоа во синхронизација со тие центри на моќта, дали се прокси регионални или пак директно со центарот на моќта во Кремљ.